На вчерашната владина седница се донесе одлука дека во периодот од денес од 21 часот до понеделник до 8 јуни до 5 часот наутро се забранува посетата на гробиштата на територијата на целата држава, освен во случај на погреби. Заради новонастанатата ситуација со воведување на полициски час од 16 часот до 5 часот, како и со целосната забрана за посета на гробни места од страна на надлежните по повод православниот празник Духовденска задушница, Вардарска православна епархија и покрај забраната ги повикува своите верници да ги посетат храмовите. Тие посочуваат во соопштението дека православните христијани ќе може да ги посетат православните храмови во петок и сабота во периодот од 8 до 14 часот. Нова реагираше и градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски со контрареплика кон оваа постапка на Вардарската епархија. Како градоначалник и како личен став, Македонија е секуларна држава според уставот и Македонија мора да остане секуларна држава во која точно се дефинирани правата, обврските на верските заедници и тие се одвоени од државата. Правењето на централните власти компромиси со Македонската православна црква, Исламската верска заедница не доведе до ова дереđe да имаме вакво зголемување на бројот на заболени од COVID-19. Затоа мојот апел е тоа што го прочитавте да го повлечат од Вардарската епархија кој е објавено, да ги почитуваат уредбите кои ги носат надлежните државни органи, затоа што црквите, верските заедници, џамиите, оџите и поповите, владиките не може да бидат над законите. Ако тоа не го прават, ги повикувам надлежните државни органи пред се Министерството за внатрешни работи да ги применат сите законски мерки кои се должни да ги применат и да го спречат масовното собирање. И се разбира да покренат соодветни санкции против тие што повикуваат и што поттикнуваат непочитување на законите и на уредбите. На денешната пресконференција, градоначалникот на општина Велес исто така упати апел и до граѓаните кои што планирале да ги посетат гробовите овој викенд. Да упатам апел до сите сограѓанки и сограѓани кои утре и за време на викендот планирале да ги посетат вечните почивалишта на покојните членови на нивните семејства, да ја почитуваат забраната, да не одат во црквите и на гробиштата, а почита да ја изразат на друг соодветен начин и во домашни услови. Храната која планирале да ја остават на гробните места, подобро е да ја донираат и да ја подарат на гладните и на сиромашните, затоа што на тој начин ќе направат добро дело.